Добар ден, ученици! Денеска учиме на една нова лекција. Лекцијата професии. Ова се адаптирани содржини по предметот Основи на општествени науки. Лекцијата за вас ја подготви наставничката Милица Серафимовска. Луѓето се да живеат, треба и да работат и да заработуваат. Додека сме мали, покажуваме поголем интерес кон некоја работа и во тек на школувањето се определуваме за идната професија. Знаеш ли ти некоја професија? Со што би можел да се занимаваш во иднина? Ајде да научиме. Секој од вас секогаш оди на фризер, на бербер, затоа што фризерот и берберот се грижат за нашата уредност, не подстрижуваат и убаво не обликуваат косата. Шивачка, шивач. Ако треба да се сошие убав фустан или убави панталони, тогаш изборот е секако да појдеме кај шивачот, односно кај шивачката, тие ќе ни земат мерки и ќе ни сошијат убави алишта. Готвач, готвачка. Готвачите се мајстори за подготвување на храната. Водоинсталатор. Ако ни пукне некоја цевка и се поплавиме дома, тогаш е време да го викнеме водоинсталаторот. Тој си е занаетчија и убаво си ја знае својата работа. Ќе ги замени цевките и се ќе биде во ред со инсталацијата во дома. Фармер, градинар. Фармерите одгледуваат животни, се грижат за нив, произведуваат храна, а градинарите пак се занимаваат со садење и одгледување на различни растенија во градината. Столар, молер, градишник. Столарот е мајстор кој што може да направи маса, стол, шкаф, витрина и се што ни е потребно од мебел дома, но исто така да врши различни поправки. Молерот пак, знаете ли со што се занимава? Молерот ги бојадисува нашите ѕидови и го прави просторот чист и убав. Додека пак градежниците, тие градат ѕидови, куќи, згради. Интересна професија се разлика. Полицаец, пожарникар, војник. Полицаецот се грижи за нашата безбедност. Пожарникарот ги гаси сите огнови и пожари кои настануваат во нашата околина. А војникот се грижи за безбедноста на нашата татковина. Месар, пекар, апотекар. Си бил ли во месарница? Се разбира. Што се прави во месарница? Купуваме месо, но месото најпрво треба да се исече, да се сортира, а месарот тој што тоа го прави, а сигурно умее да направи и вкусни колбавчиња. Пекарот пак е мајстор за леп и производи од жито, односно од брашно, па во пекарата може да купиме вкусни пити, ѓевречиња, круасани, кифли. Апотекарот пак прави интересни креми и ни издава лекови по препорака на доктор. Електричар, хигиеничар и келнер. Електричар е интересна професија и електричарот се занимава со сите електрични инсталации во домот, жици, кабли, електрични апарати и се што е поврзано со електриката. Хигиеничарите пак се занимаваат со хигиената во просториите каде што престојуваме, било тоа да се јавни или дома. Немаме можеби хигиеничари, сите сме дома хигиеничари. Додека пак келнер, тој не послужува кога сме во ресторан.
лекар, медицинска сестра, стоматолог, ветеринар. Лекарите се грижат за здравјето на луѓето. Медицинските сестри пак им помагаат на лекарите, но кога сме во болница, тие не негуваат и ни помагаат побрзо да оздравиме. Стоматолог е доктор кој се грижи за здравјето на нашите зъби, а пак ветеринар се грижи за здравјето на домашните милиничиња и на животните. Пилот, астронаут, морнар. Пилот е интересна професија. Пилотот управува со авионите. Кога патуваме, во авионот е пилотот и стюардесата. Стюардесата е таа што се обидува да не го направи пријатен летот. Е послужува со различни пијалоци и храна и се грижи за безбедноста во авионот. Астронаутот пак, тој ја истражува Вселената и останатите планети во сончевиот систем и многу ѕвезди. А пак морнарот управува со бродовите. Тој плови по големите реки, по езерата и по морињата. Пренесува луѓе и стока, различни видови на стока. Уметници. Кои се уметници? Музичари, балерини, сликари. Нивната работа е многу креативна и интересна. Наставник, програмер или службеник. Со професијата наставник си се сретнал кога си тргнал во училиште. Наставникот е тој кој што во училиште ве подучува, ве образува и ве воспитува. Програмерот работи на компјутер, тој создава различни програми кои што го леснуваат животот на луѓето. Службеници има речиси во сите институции и тие се занимаваат со документи, заверуваат и издаваат различен вид документи на граѓаните. Спортист, фоторепортер, продавачка. Си слушнал за зборот фудбалер? Тој е некој што игра фудбал. Тенисер, тенисерка, ракометар, ракометарка, одбојкар, одбојкарка, атлетичар и така натака. Сите се тие професии поврзани со спортот. Интересна професија, но со оваа професија се занимаваат луѓе до одредена возраст. Фоторепортер и новинар е професија интересна и тие се секогаш присутни на места кај што се случуваат интересни, но некогаш и не многу интересни нешта. Тие се задолжени за навремено известување на случувањата на граѓаните. Додека пак продавачка, сите знаеме и сме биле во продавница, продавачката е таа што ни продава различни производи во продавница. Постојат многу професии. Најважно од се е секој да си ја сака работата и професијата, така ќе постигне подобри резултати во работењето. Разговарајте дома со родителите за различни видови професии. Прашај ги мама и тато со што се занимаваат тие, а раскажи им и која би била твоја идна професија или со што сакаш ти да се занимаваш кога ќе бидеш голем. Ти благодарам што следиш. Се надевам дека ова беше една интересна лекција за тебе. До гледање.